Вардар Тетекс 1:2 полувреме 1:1. Денеска на стадионот Борис Трајковски повеќе очигледно фудбал се играше на трибините и тоа на општо задоволство на сите присутни. Војводите и комитите направија една атмосфера, еден спектакл, една верба дека сепак има заедништво и во фудбалот и надвор во фудбалот и дека оваа фудбалска земја која се вика Република Македонија ќе обстои. Резултатот го кажа и трите бодот на контото на Тетекс секако вредни во таа борба за опстанок. Вардар и безогледно останува на прволигашкиот колосек. Но, она што треба да се потенцира, она што лично мене како автор на оваа емисија со целата позадина која упорно ме следи некаде од 25 февруари кога Вардар ја почна оваа прволигашка трка за влез во првата лига против Арсиби на стадионот во Автокоманда, па до ден денес не испуштиме ниту еден надпревар. Тука сме со Вардар, тука сме да известуваме, да информираме и она што денес можеби го научив после комплетното моје CV е дека сепак селекторот Андон Дончевски имал во право и бил апсолутно во право кога велел Вардар игра во мојата кабина, повикувам 8 комити, а војводите веќе ги имам, тоа се играчите. Ова е легендарна изјава на Андон Дончевски која останува за навек запишена кога е во прашање фудбалската историја на Вардар. Денес на стадионот Борис Трајковски апсолутно се потврди ова дека комитите и војводите се неизоставен дел од фудбалскиот клуб Вардар и тоа не од вчера, туку од времето од минатиот век кога Вардар играше во првата Југословенска лига и кога беше шампион на Југославија и кога Андон Дончевски ја даде оваа легендарна изјава точно на овој стадион на центарот на игралиштето кога недвосмислено кажа дека и војводите и комитите се дел од Вардар. Вие ќе навивате, а вие ќе играте. Општо задоволство, без оглед што Вардар доживеа резултатски неуспех, но пак ќе повторам, трката за првата лига не застанува тука. Има и нешто што е поважно од бодовите, од резултатот, има нешто што стои во крвта на фудбалерите, што стои во крвта на навивачите, кои во овие тешки моменти за Вардар застанаа како мртва стража и не дозволија да продолжи слободното паѓање на фудбалскиот клуб Вардар. Зборуваме кога е во прашање неговата финансиска кондикција, организациона структура, па да не речам и амбициите да застане на здрави нозе и да се врати во првата лига. Од тој аспект, сето она што го гледате и што ќе го видите, заслужува пофалби, честитки, заслужува едно заедништво, едно навивање, една организација и апсолутно фудбал се игра на зелениот терен, но фудбалот е и дел од навивачите. Понекогаш како денес на стадионот Борис Трајковски, фудбалот се играше на трибините, на општо задоволство, на општа радост и на општо навивање, на добра атмосфера која сепак ја враќа вербата дека македонскиот фудбал не може да згасне и ќе продолжи да обстојува. Поздрав од Борис Трајковски, Вардар продолжува кон прволигашката трка, Тетекс со овие 3 бода продолжува и се бори за опстанок во втората лига, но и за опстанок на фудбалско тетово, на традицијата на Тетекс и на сето она што стои за овој клуб. Секоја чест и на сите други клубови кои доаѓаат од Скопје, од Тетово, но овие два клуба имаат име, имаат презиме, имаат своја си, имаат традиција, имаат координација, имаат своји навивачки групи. Да резимираме, на стадионот Борис Трајковски, Вардар Тетекс 1:2 полувреме, 1:1. Фудбал се играше и на зелениот терен, и на трибините, и во кабините, како што кажа популарниот Андон Дончевски. На фудбал Вардар Тетекс на стадионот Борис Трајковски. Ако збориме за силата на македонскиот фудбал, тогаш можеби ова се тие навивачи кои го сакаат фудбалот.
Еве едно подсетување, еден амбиент. 2019 година Ванда Метрополитано во Мадрид, финале на Лига Шампиони, Тотенхем Ливерпул. Беше исто вака, се славеше со пиво. Навивачите се освежуваа со пиво. И Македонија може.